Цената на гасот вртоглаво расте, како тоа ќе се одрази врз македонската економија и работењето на ТЕТО, топлификација, енергенсите за РЕК Битола и ТЕЦ Неготина. Дали со овие нови цени гасот се уште ќе биде алтернативна енергија? Цената на природниот газ се покачи за околу 50% во изминативе денови од почетокот на војната во Иран, а цената на нафтата во моментов е околу 17% покачена, но трендот е покачување секој ден. Фала Богу што северната емисфера, каде што живеат скоро 90% од населението, идеме кон потопол период, кон пролет. Инаку да се случеше ова во предгрејната сезона, сигурно ќе беа триплирани, дури повеќе. И секако дека ќе има страшно влијание врз цените на сите енергенси, а очекувањата се дека ако евентуално војната продолжи повеќе од еден месец, цената на нафтата ќе се покачи дури на 100 евра за барел, и цената на природниот газ ќе биде исто така многу покачена, бидејќи има двојно влијание таму. Иран како еден од најголемите производители на природниот газ, да речеме трет во светски ранг со околу 260 милиарди метри кубни годишно, но не е само Иран, и другиот дел од Персискиот залив произведува многу нафта и газ. Еве како споредба ни стои теснецот на Хормуз, поминуваат околу 30% од целиот поморски транспорт на нафта за целиот свет. За среќа уште не е затворен. И околу 20% од целиот течен газ, така наречен LNG, доаѓаат од тој регион. Очекувањата се дека нема да се затвори теснецот во Хормуз, бидејќи 3/4 од тие природни ресурси од Персискиот залив завршуваат во азискиот пазар, кај што Кина е доминантен купувач на тие производи, знајќи ги тие релации меѓу Кина и Иран. Не се очекува, дури под голем притисок е Иран да не го затвори, да не ги напаѓа тие танкери што пловат во тој теснец, но секако дека поскапија и другите, и осигурувањето. Многу големи транспортни компании веќе прекинаа да пловат низ тој регион, како што е Маерск, и секако зависи колку ќе трае војната. Ако конфликтот продолжи, постои опасност од нафтена криза? Од нафтена криза не би рекол, ќе има ценовна криза, бидејќи нафтата се контролира. Да речеме, ако нема да произведе Иран, Ирак, Кувајт и сите тие земји околу Персискиот залив, тогаш ќе се покачи производството во Саудиска Арабија, во САД, во другите големи производители на нафта, но ќе има проблем со цените, бидејќи се пренасочуваат пазарите, се поскапува транспортот и така натаму. Не се очекува да има криза во смисла на недостиг на енергенси, но секако дека ќе има голема ценовна криза. И тоа... кои енергетски капацитети можеле да бидат зафатени? Поврзани се сите. Да речеме, и цената на струјата има огромна зависност од цената на природниот газ, и цената на струјата има од цената на нафтата, така што тоа апсолутно се поврзани едни со други, не само цената на нафтата и на природниот газ. За жал се покачува и цената на струјата. Еве видовме да овие денови како се движеа берзите низ регионот и во цела Европа, имаше страшни покачувања на цената на струјата. Секако дека влијае, и тоа е многу лошо, бидејќи Европа е многу зафатена. За голема несреќа ова година резервите на природниот газ во Европа падна на 30%, што никогаш не се случило. Да речеме, во овој период лани бе околу 40% сите резерви на природниот газ во Европа, и пазарот на природен газ е почувствителен, бидејќи не може лесно да се складира. Мислам, поспецифичен во смисла на складирање, на зачувување, во споредба со нафтата, што може многу полесно да се складира, така што поврзани се цените на сите
енергенси и поскапување на едниот драматично влие во цените и на сите други енергенси. Во вакви околности, каква е перспективата, иднината на ТЕТО, ТЕЦ Неготино, топлификација, РЕК Битола, какви би можеле во овој дел да бидат импликациите? Па не се очекува да има импликации во смисла на недостиг на природен гасот и ние не купуваме од тој регион. Изворите на снабдување на нашата држава се насочени кон други пазари, но ќе влие во смисла на може да има ценовен шок. ТЕЦ Неготино зависи, мислам, од состојбата на пазарот на електрична енергија, колку што знам во периодов не работи воопшто а во Битола, во термоелектраните нема никаков ефект. Но секако дека тие зависи колку ќе трае, ако има подолго, мислам, временски, ако биде на подолг период кризата, секако дека ќе има влијание и во другите енергенси. Господин Реджепи, постои ли опасност од инфлаторни шокови ако продолжи кризата? Секако да, бидејќи само со сегашниве поскапување и зголемување на цените, се очекува инфлацијскиот бран да стигне после 3-4 до 6 месеци и моите очекувања се дека тој ќе биде посебно во вториот и во третиот квартал. Не дај Боже да има и други драматични покачувања на цените на енергија. Ние како држава треба да бидеме многу задоволни ако во вториот и во третиот квартал инфлацијскиот бран ќе биде во рамките на 5 до 7%, бидејќи стравувањата на сите експерти се дека тоа може да биде и уште подраматично, што е многу лошо за државата, но секако нема да биде само за нас, тој инфлацијски бран ќе го зафати цела Европа. И денес, од оваа временска дистанца, чувствувам голема гордост, што во тие пресудни моменти не дозволивме да не надвладее емотивното чувство, туку храбро одлучивме да продолжиме понатаму. Има огромна чест да бидам избран за голем мајстор на големата ложа на Македонија. Јас и понатаму не можам да пронајдам вистински зборови со кои би можел барем приближно да ги доловам моите чувства и возбудата кога зачекорив во импресивната просторија пред високите офицери